На средба со новинарите денеска градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов на јавноста и појасни за недоразбирањата и препукувањата кои во последниве денови на релација Општински комитет на ВМРО ДПМН, Општинска организација на СДСМ, за главна тема ја имаат изградбата на детска градинка. Денеска на пресот во просториите на новата детска градинка во кругот на здравствен дом Кавадарци, која е во завршна фаза на уредување, беше и председателката на Советот и председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Горица Пеливанова Вилка и директорката на детската градинка Рада Поцева Цанка Добринова. Еве што во изјавата за медиумите рече Панов. Причина за ова обраќање до јавноста е последната одговор на нашата пресконференција, односно на моето лично обраќање и обраќањето на председателката на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци. Не со цел да ги испровоцираме колегите од Социјалдемократскиот сојуз, туку да им укажеме што беше суштината на нашите повици, а таа е следната. Во Кавадарци, еве како што гледате на лице место, може да приметите дека општина Кавадарци со сопствени средства гради нова градинка, и тоа од темел. Претходно реконструиравме еден објект во селото Ваташа за нешто повеќе од 50 деца, ова е со капацитет за околу 100, нешто и повеќе од 100 деца. Исто така доградивме 200 квадрати во склоп на една од клоновите на детските градинки во близина на училиштето Гоце Делчев. Нам, како држава, во овој период ни предстои ребаланс на буџетот, според кој што, како што гледаме, се кратат одредени ставки на непродуктивно трошење, како што го нарекува тоа нивниот министер за финансии. Токму за да бидеме продуктивни, токму за тоа да бидеме локал патриоти, нашиот апел беше, и повтор пат го повторуваме заедно со председателката, да во овој период, додека се крати, да не се скрати од идната детска градинка, која што е на сосема друга локација. Локација која што локалната самоуправа по пат на експроприација ќе ја има во своја собственост и која што, независно од тоа дали ќе има средства или ќе нема средства, ние ќе почнеме да ја градиме наредната година. Целта беше да од локалното Социјалдемократски сојуз се направи одредено лобирање до централната власт и за прв пат во историјата да одбележат некој проект за Кавадарци, за кој што ние ќе најдеме за сходно, тоа го ветив и на седницата на Советот, да ги пофалиме за таквата работа. Воспротивно, ваквото враќање за тоа кој треба да гради, кој треба да обезбеди средства, ќе придонесе само да во наредниот период вакви слични пари или за ваква намена се наменат во Штип, во Скопје, во Тетово и во други градови, и додека тие се препираат со нас како локална самоуправа, буџетските средства од Република Македонија, тој буџет го полниме сите, дури Кавадарци го полни со процент многу повеќе од сите други, ќе одат во други градови. Затоа уште еднаш апелот е следен: да го извршат своето влијание врз министерот за финансии, врз нивната политичка врхушка, и да во овој ребаланс кој што е во тек, кој што деновиве треба да се крои, да обезбедат одредени средства за или оваа година, или за буџетот за наредната година, да се обезбедат средства за изградба на комплетно нова детска градинка и со тоа да конечно го стабилизираме проблемот на Кавадарци, би рекол единствен проблем, а тоа е да имаме што е можно повеќе деца во нашите градинки. Нашиот план е да комплетно биде со опремувањето, за кое што ќе споменам дека се става во функција и ресорното Министерство за труд и социјална политика, меѓутоа поодамна јавноста знае дека опремувањето треба да биде обезбедено и од Дрекслмајер, така што доколку нема одредено закажување во ова планирање и ветување од едниот и од другиот, планираме во септември, во почетокот на септември градинката да ја ставиме во функција.